Како наближуваат локалните избори, така во поедини средини поединци се амбицираат да се докопаат до некоја значајна функција. Една од иницијативите во тој правец доаѓа од населбата Оризари, каде деновиве местниот комитет собирал потписи за поддршка за кандидатот за градоначалник Лазар Митев. Зад петицијата застанале над 1500 потписници, а намерата била со оние како аргумент да се оди во Скопје и од партискиот врв да се бара поддршка. Граѓани кои ја потпишале петицијата велат дека е добро за градоначалник да имаат оризарец, ама велат дека тоа е тешко остварливо. Па може да е, ама не сум запознаен, не знам. За Лазар Митев ја дадов потпис. Не сум се потпишал, не сум. Причината за покренувањето оваква иницијатива била поради наводно незадоволството од тоа што во изминативе 4 години го направила актуелната власт во Оризари. А логиката е дека ако добијат градоначалник оризарец, тогаш населбата ќе добие многу повеќе во следниот мандатен период. Изборот на градоначалник е демократско право. Меѓутоа, некои во местниот комитет на Оризари малку се занеле во истражувањето на сопствените желби, па забораваат дека градоначалникот го бираат гласачите од целата општина Кочани. Затоа во основа е погрешно спроведувањето на таква иницијатива во само едно населено место. По таа логика и мојанчани или трканци можат да соберат потписи за кандидат за градоначалник од нивните села. Во местниот комитет на ВМРО ДПМН во Оризари велат дека целата иницијатива била само начин да се мобилизира членството и да се ажурираат местните штабови. Со петицијата се извршила проверка на расположението кај членството кога се во прашање кадровските решенија, особено на локално ниво.